Најважно е на 30 септември Македонија да го помине мостот, потем се ќе биде поинаку и подобро за граѓаните на оваа мала балканска земја, изјави вечер во Штип еврокомесарот Јоханес Хан во врска со престојниот референдум. Again, the most important thing is that people... Мислам дека тоа што е важно да се потвлече дека тука се работи за демократското право на сите граѓани и се распира демократското право на секој граѓанин, тоа значи да се учествува без разлика дали се избори или дали е референдум, како што во конкретниот случај. of the people of the country. Еврокомесарот јасно укажа дека 75% од трговијата на Македонија и помошта што ја прима доаѓа од европскиот пазар и европските фондови. Затоа немаат основа информациите за било какво битно влијание на Русија околу намерите референдумот да се обструира. Well, there are a lot of rumors that don't... Има многу коментари во врска со ова, меѓутоа сепак јас не би сакал да коментирам. Мислам дека самата Европа и самата земја треба да бидат по-самоуверени во овој поглед. Мислам дека е веќе јасно кој е големиот играч во овој контекст. Тоа е Европската унија, се разбира дека 75% од трговијата кој што вашата земја има, тоа е со Европската унија, и исто така 75% од финансиските инвестиции кои што се финансираат или се даваат на вашата земја, повторно доаѓаат од Европската унија. Мислам дека е јасно дека Европската унија е најголемиот или најголемата економска сила во овој регион и не се работи тука само за економските елементи, туку исто така се работи за европските вредности кои што ние сите ги споделуваме заедно со вашата земја. We share together. Посетата на Хан на Штипе во рамките на проектот на Европската унија да се допре до помалите градски средини и таму да им се објаснат придобивките што ги носи влезот во европското семејство. На трибуната присуствуваше и амбасадорот на Европската унија во Македонија, Жбогар.